Ја прашам. Текст на предлогот на Адев, порад, Пративме да чува. Добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во неделното издание на Тешки муабети тука во студиото на Инфомакс. Вечерва со мене, како што знаете, Јанко Илковски. Добро вечер, Јанко. Здраво, Милош. Здраво, Мечка. Здраво на сите. Добро вечер, почитувани гледачи. Повели, продолжи со најавата. Почитувам Тука е да и Александар. Најпрво мораме да му честитаме. Денеска се случи убав настан. Стана дел од Сдруженијето на професионални новинари на САД. Тоа е најстаро здружение на новинари во Америка, основано некаде 1906 година од минатиот век и воедно е најбројно, значи има најмногу членови и најпрестижно. Мечка, како се чувствуваш денеска? Чекај бе. Амерички, брат. Амерички? Да. On the greatest achievement in your career. We wish you the best in your life, in your career, and hope that you will represent with the greatest awards and achievements in the journalism, and you will survive this 21st century bullshit. Keep strong. Thank you, веќе пред thank you. Thank you. Да. Темите кои се надевам дека вечерва ќе ги збориме се следниве. Две теми ги имам со Александар кој би сакал да ги дискутирам. Тоа е во врска со пресудата и ослободувањето на Орце Камчев од обвинението во дилот кој е направен за 5 милиони евра, кој предизвика бура од годување, негодување и така натаму. Малце да разјасниме правно целата ситуација, затоа што јас со Александар на оваа тема имам правено две емисии кај мене во Јади Бурек, на два наврати најмалку имаме разговарано. Второ сакам да поразговарам малку за ова здруженијето, бидејќи е сосема нова работа и има неколку аспекта кои тука треба да се спомнат. Потоа сакам да збориме за Денот на Европа или победа над фашизмот. Повторно не ставија у една машина да бираме змија или магаре надвор од умот и тука би требало да се испокараме ние меѓу себе едно убаво на оваа тема. И тоа се од прилика темите кои би сакал и мислам дека и тоа како има многу. Тоа е од моја страна што сакам да рчнам. Ева како за старт. Па мислам дека одличен муабет ќе се отвори на овие теми и има подтеми кои што ги имам јас спремно, за кои што ќе разговараме. Тука, кога говориме веќе за победа, Ден на Европа или победа над фашизмот, мораме да споменеме ситуацијата што е во Украина. Ја коментираме неколку емисии, ама сепак е нели најактуелно. Некако плитко ни останува. Да. Во право си. Да. Добро. Бидејќи уште гледаноста не е, кликбейтот да го пуштиме. Значи, ја имам ексклузивни фотографии и снимки од секс во собрание помеѓу две единки, едната од позиција, една од опозиција, каде што упразнуваат секс на едно место во собранието, кај што мислат дека камерите не покрива. Снимките ги имам, ја ексклузивно вечерва во Инфомакс ќе бидат пуштени. Она што е уште поинтересно, единките, пратениците се од исти пол, така да мислам дека ќе биде уште поинтересно и повозбудливо. Снимката е се уште во мојот мобилен, не е уште предадена на Инфомакс, така што Не е уште предадено на обвинителството. Какво обвинителство? Не да ја блокира. Да, ќе Пошто се видиме. најавена блокада на Ја еве стои телефонот, само треба да притиснам сент и готово е. Тоа ќе иде многу наскоро, само чекаме да се собере публика ова за навивање. Дали Милан ќе биде шампион и зошто да оваа година?
како го попуши Манчестер Сити од Реал, тоа исто би сакал, онака тој попушлич голем што го окрка, што имаме друго, што имавме скандали. Еве сега гледачите веќе не предупредуваат да внимаваме што збориме, не биле малумни. Не знам која насока мислат сега. Ние нема да Многу сте паметни. Не ја навредуваме на никој начин интелигенцијата на народот. 31 година не плячкаат, што не плаќаат данок, бизниси, плацеви, на крај 5 милиони евра да дај пу не важи. Абе чекајте, мајмуни сме ние или не? Океј, ќе го полека, бе. Абе, секс кога иде, знаеш прво га не е тоа како упорно, А добро, млади сме ја ние. вади сурлата и одма директива анал улетуе. Не бе, дечки, нека не ве лажат Порнхаб. Има тука чекај вечера, па галење, па вазелинот, па уплата на транзакцијска, па знаеш како иде романтиката, полека малце, тие одма, нека не рипа тој полека. Има што да се дебатира у тоа, а ако е правник господинот, нели, со задоволство го поканувам да го објасни тој систем во кој он смета како треба да биде спроведена правдата. Има уште една работа, например, многумина во последно време почна да се навраќа таа државата да си ги преземе работите, а ова да си преземе работите. Знаеш што? Ја сакам само едно да кажам. Дали некогаш, некаде, некој државата му овозможила подобар живот или тоа го направиле бизнисмените, компаниите кои го подигнале општото ниво во една земја? Кажете ми, дали политички систем може некому да му го подобри животот или тоа го прави тие што работат, вработуваат, даваат плати, вложуваат во бизнис, прават, не знам, создал Инфомакс, вработил 20 души, така, направил ТВ Сонце, вработил 25 души, направил Бурек Джилница, вработил 5 души. Сега, кој ги поделил платите? Државата ве направила вас или вие сте помогнале? Значи, тоа е исто за дебата. Затоа што почнаа многу тој, со опроштењем на мојот француски, тој голем курч, демек, не знам, овој ако се врател, оно да се врател, онака да бил. И би сакал и тоа да го расправаме. Па и со Кина, и со све. Уште некоја имаш тема да нафрлиш? Уште некоја тема, не знам, можеби ќе го коментираме ова што се случи скандалот на Евровизија, за жал млада девојка не представува, го фрли македонското знаме. Ја нема да го коментирам. Дечки, таа уште нема редовна менструација, па уште политички ставај. Тоа е тинеџерска недоквакана глупост од понашање. На сила кој ќе се направиш будала. Недоквакана глупост за која што државата плаќа. Тука е проблемот. Нема збор, за тоа ќе си го јаде. Има за тоа ќе си го јаде. Член од кривичен законник. За тоа ќе си го јаде. Фала, лепо и пријатно. И за блокадата на собранието рековме уште кога се спремавме за емисијава дека ќе прокоментираме на кратко дали е вистинско време, дали не е вистинско време, дали требаше порано да се случи. Да, пред да ги направите и вие и јас интервјуата со оние што треба да ги направиме, треба ние да си предискутираме меѓу себе какви се нашите погледи кон политиката и што ова, дали е too late, дали е too little too late, дали е конечно созреано времето, што е залогот, што ќе бидат последиците и што ова ќе изроди. Така што, да, би требало ова да го издебатираме ние тројца. Да, дефинитивно. А сега ако ми дозволиш, јас би сакал да го интервјуирам, бидејќи стварно ми е више дегутантно да го викам у јади бурек, иди, па чекај го, па ова, па она, сега тука го имам. Да. Добро вечер, добре дојдовте во тешки буреци. Јас спојувам, извини, малце ја злоупотребувам. Не слова. Александар Митовски е гости вечерва во моето студио, мојата половина. Александар, пријатно сум изненаден од фактот дека си примен како член во најстарото американско здружение, новинарско здружение. Ајте, молам малце просветлине, за што точно станува збор? Станува збор за здружение кое е основано 1909 ако не се или 8 више не се ако не се лажам.
едно од најстаро здружение во САД, кое што ги здружува сите новинари на тој континент, но преминуваат од поодамна, во модернава, да речам, историја современа, преминуваат во меѓународно здружение и членови може да бидат новинари од секаде, но секако мора да имаат некои предуслови да исполнат некои барања за да станат дел од таа меѓународна мрежа на новинари. Објасни што се барањата и така натаму. Сега ќе излезе дека е чалам дигање. Види, извини, нема време, значи пред емисија ја доби веста за да ја проучам новинарски, а ти во меѓувреме си делувал, така да те молам прави го чалам. Се бара на пример новинарот да има резултати од неговата работа, да ги докаже тие резултати од неговата работа, да има тоест се мисли на истражувачко новинарство, од таа негова работа да има активни, еве како што имаше ситуација со решени случаи, судски случаи, заштитен јавен интерес, заштитени пари на даночни обврзници. Тоа се некои елементи кои што се бараат за да се стане член и аплицирав, станав член. У Македонија мислам дека сум единствен кој што од Македонија. Не што аплицирал, што е член. Да. Има и други членови? Не, јас мислам дека јас сум единствен од Македонија кој што е член на тоа. Па ја не знам друг, затоа сум изненаден од целава работа. Добро, каков е не да речам рейтингот, туку кредибилитетот и значењето на ова новинарско здружение или организација, како веќе да ја наречем? Епа сите новинари, американски новинари, познати новинари се дел од ова здружение. Океј. Сите без исклучок. Добро, сите без исклучок. Значи, не знам. Од Такер Карлсон до до она како се викаше што идеше на сек дека што треба да почне војна, прво се појавише на CNN, како се викаше. Аманпур. Аманпур. Али добро, бев овака. Кажи ми, што ти бара прво, извини. Што те наведе да побараш членство таму? Па ја не верувам у ниедно здружение за новинари во Македонија. Паметно. И паметен човек, очигледно. Да, не верувам дека имаат искрени намери за заштита на кредибилитетот на новинарите, на интегритетот, на нивната работа, на промоција на слободната мисла, на промоција на гласно говорење, на промоција на уставната одредба за забрана за цензура. Не верувам во тоа, мислам дека горе-доле сите се во суштина блиски до една или до друга идеологија, да кажам, еве да не видат дека е партија. И од тие причини сум одлучив да пробам да се зачленам во некој здружение кое што е меѓународно и кое што не е под никакво влијание на локалниве власти. И тоа беше, затоа аплицирав. Океј, скромно, ајде да ти не си некој чалам тип до сега да си се покажал, иако си имаш други карактерни црти многу по-значајни, а тоа друг пат јас ќе те дриблам за нив. Во позитивна смисла го кажувам ова. Што се однесува, кажи ми, што ти побара и како ги докажуваше твоите дека ти го заслужуваш местото таму? Например, ти бараат сторија или истражување кое што си го спровел ти, или твојот медиум, каде што сум уредник, да се потоа анализа или фоллоуапот на таа ситуација и анализа на крајниот ефект од таа сторија, од тој продукт на истражувачко новинарство. Конкретно јас аплицирав со рекет и со уште неколку други стории, со анализа која што беше подкрепена со фоллоуапи и со резултати. Знаете дека како заврши рекет и некои други ситуации. И беше повеќе од доволно да ја прифатат апликацијата. Извини, вака,
Sad da te урнисам. Не, викам, за рекет е завршен. Кај е торбата, бе, дечке? Каде е торбата? Прашањето околу торбата е малку проблематично прашање, односно одговорот е проблематичен. Нема да навлагам зашто, ама веројатно ќе може да се прочита во наредниот период. Што значи тоа? Проблематично е каде се наоѓа Добро? или каде се била. Добро? Да бидам по-прецизен. Добро? Не била на една адреса само. Аха, добро? Таа била на една улица која што се вика Политика, ама била и лево, и десно, и у центар. Секаде била таа торба. Ау. Жешките детали, кога можеме да ги очекуваме почитуван колега? Верувам дека во не знам, у наредниот период кога ќе се обезбедат докази. Успеав нешто да измакнам вечерва и ја. Че да осетам уште колку можам да измакнам од него. Не, си знае он колку да дозира. Не можам ја да го цедам као други што можам. Кажи ми, дали ова ќе биде повторно скандалозно од невидени размери? Твоја проценка? Малку поскандалозно од тоа што до сега беше. Малку скандалозно. Оф. Затоа што се работи за традиција на такво делување и значи сега да не ме разбере некој погрешно, не зборам дека била лево десно, била кај власт, кај опозиција и кај не знам кој, била кај властите. Така, не, те свативме убаво. Те свативме. Ти скоро извади една сторија за која очекуваше дека исто така ќе биде скандалозна, некако млако помина таа приказна, а тоа е исто ниво на рекет, само не толку звучни имиња од албанска страна. Не. Пардон? Еднакво мислам дека имаше импакт, да речам, таа сторија. Веќе се отворени предистражни постапки по таа сторија, по тој допрен глас. Детали знам, но се дел од истрага кој не би требало, не би било ефикасно од моја страна ако ги откриам. Наскоро мислам дека ќе може да се видат резултатите од тоа. Еве, например, за еден од тие за кои што пишував, обвинителот Арта Најро, антикорупцијската комисија отвори предмет за неговата сопруга и за неговиот брат. Колку што имам информација, но не потврдена сега предмет има отворено и за директорот на финансова полиција, Арафат Муареми, исто така антикорупцијска. Таа ќе ја потврдим информација утре е работен ден. Дено и не потврдуваме информација. Се шаламе. Не, нема кој да ни се јави да ни потврди. Така да има ефект. Има ефект тој текст. Добро. Денес објавивме уште еден текст кој што уште една информација која што ја добивме исто така денес, а тоа е дека за еден од истражителите или од инспекторите во финансовата полиција бил викнат на распит. Тој бил како вика Љулзим, не знам како се презиваше. Да, Јашари, тој е инспектор и раководител на сектор во финансова полиција. Малтретирал правобранител, бидејќи правобранителството е тоа кое што поднесе кривична пријава против Арта Најро и Арафат Муареми. И предпоставувам дека се работи за некаква одмазда сега помеѓу институциите, па го малтретирале правобранителот на Струга, надлежен за Струга Дебар. Денеска тој е повикан на распит во ОЈО за обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и така. Има импакт. Тоа е интересен момент. Може ќе сакаш да го прокоментираш зошто овој инспектор е повикан во обвинителството за гонење на организиран криминал, а не во обичното обвинителство. Бидејќи јас колку што знам најчесто тие кривични пријави за малтретирање завршуваат во основното јавно обвинителство. Дали овде се обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Добро. Значи не само организиран криминал, туку и корупција, има посебно одделение за кое гони предмети
кривични пријави и води истраги против инспектори, полицајци, функционери од безбедносните органи. Значи одделение за гонење на полицајци, да речем. Тоа е како се вика интерна служба или како се викаше тоа? Внатрешна контрола се вика во МВР, ама не, ова е за гонење на кривични дела. На службени лица. Затоа е Војо Гока. Сакаш да ме кажеш дека има надеж за оваа земја? Па, јас мислам дека има надеж. Штом ти уште имаш инфо, мак се занимаваш со ова, сигурно Не, јас мислам дека има надеж дека тие кои што направиле криминал ќе одговараат на ваков или таков начин. Значи, и некои ќе одговараат политички, некои ќе одговараат кривично, некои ќе одговараат на друг начин. По познатите, како што ги тврдам, оние софиски методи, така да, софиски методи. Па сме ги разговарали неколку пати како помина во Софија, по улиците на Софија. Да. Што викаш, да, кога институциите не решаваат, софиски метод, готово. Одговорност мислам дека ги има. Добро е тоа што институциите за гонење на криминал мислам дека се поактивни сега во овој момент и мислам дека тоа ќе охрабри и други институции, и други обвинители и други истражни органи да се охрабрат да отворат постапки, да не се плашат. Те прашав и тебе, а го прашав и Горан Момировски тука. Дали сега можеме да перцепираме дека еве со смената нова власт, па еве конечно се гони организиран криминал или и така натаму издегуваат на работи, скандали од самата власт, се гонат криминалци и така натаму. Горан, ако паметиш овдека на гостувањето, рече дека постојат луѓе патриоти кои работите ги изнесуваат на таков начин и ги поднесуваат тие работи. Ти коригираме, молим те, бидејќи ја малце нестручно ќе се изразам, а ти ќе знаеш за што зборам, па подобро ќе ме дефинираш, те молам. Во смисла дека работите веќе они и тоа како со задоволство, како и рекет би го зачутеле, но толку е веќе елабориран и поднесен ово извештај да не може институцијата нема каде, а да не го процесира. Мечка? Ме разбираш што сакам да те прашам или што тврдам? Ако нема доволно можем и до негде да се согласам со Момировски, но во еден дел и не можам да се согласам. Ајте молам, супер, тогаш кажам. Може да има ситуација кога точно под притисок на јавност и под така силна елаборација на некој кривично правен настан како што беше овој, да мора да се отвори постапка за да се замолчат луѓето, да се заташка нешто, да се замачка, но ние сме во Македонија имаме една низа на случаи кои што и под било каков притисок на јавност или елаборација и аргументација не биле отворени случаи и било премолчено, немало никаква истрага, немало ништо. Така да мислам дека сепак се работи и за една ситуација во која што надлежните имале одредена доза на поддршка, дали од јавноста, дали од меѓународниот фактор, дали од без разлика на кого, имале поддршка и отвориле предмет. До кај стигнале во предметот, дали ургенциите тогаш, чекај ти, стај го овој обвинение, овој немој, молим те, ке ти се одужиме, тоа може да имало. Но дека имаше разрешница некаква, еве на рекет имаше. Тоа значи дека утре ние можеме повторно да го отвориме да отвориме нов предмет за организиран криминал за случајот рекет и да истражиме кој се друг бил инволвиран во тој предмет и оваа пресуда сега за Катица, за Боки и слично само да не биде уште еден адут во експликацијата пред судот, во делот доказите. Кадар само еден за овие масивни маљави груди овдека.
Оваа мајца јас ја направив кога Катица Јанева. Не, многу мисла дека заради Мурињо ми е омилен, специјален. Не е ова Мурињо. Кога Катица беше прогласена за специјална, и ја векам, еве една. И гледаш вечерва, све извадив од него. Гледаш на распит, све ми кажа Мечка. Ја ќе ви се замешам на кратко, поправете ме ако грешам. Замешај се затоа што имам сега втората тема. Да, пред да почнеме втората тема, ја мислам дека гледаме уште еден интересен момент кај што млади луѓе, правници кои што станале обвинители, суди, неважно, едноставно сакаат да почнат да си ја вршат својата работа. Значи, јас себе сум новинар. Мене ако Мечка или било кој тука ми забрани, што не се случило, ми забрани да си ја работам својата работа, ќе бидам незадоволен. И ќе сакам да се покажам пред јавноста, ќе сакам да се покажам пред сите дека знам да си ја работам, професионално да си ги извршувам своите работни задачи. Тоа мислам дека сега се случува. Има едни нови луѓе кои што се појавуваат во правосудната сцена, кои што имаат мотивација и желба за нешто да променат. Пошто знаеш, кој ќе излезе амбасадор и ќе ти рече 8% имате добро во правосудство, тоа е навреда. Ако ти си завршил правен факултет, после си терал магистратура, па си положил не мораш правосудство. многу долги објаснувања. Ама знаеш како? Не си посочен со име, они се 1000 правници во целиот систем, баш му е гајле, зошто? Не како те навредува, не ме навредија мене. Но во право си една работа. Има генерација која има нас обалчаци јасно име дека веќе не може само локално да делуваш у животов и тоа како име јасно дека он сака утре да иде Париз, Лондон, Турција, Франција, Русија, Кина, Америка, ово она, не е више светот една затворена школка и сакаш да имаш и образ и сакаш да си член на некое здружение како Мечка што е и да си кажеш еве, јас сум бил чесен, некој ме... Имам некаков филтер несто и тука си во право. И тука си во право и сакам идеолошки да верувам дека има луѓе кои стварно сакаат работа, иако секоја власт ќе се обиде да го обструира, да го коруптира правниот систем во сопствена корист, но мислам дека едноставно е невозможно, веќе тоа е идолница. Иако, како рече Мечка Спреска, кај нас е традиција тоа бе. Он нели треба да открие некој новира. Дека било традиција кај нас рекет. А рекет да ти дојде кој бизнисмен, абе не се осмелува да пријави, знае, така е. Утре ќе дојдат едни, утре други, дај на едните, дај на другите, као што давали едниот и другиот и третиот и после и пак они го јадат. Не, ја мислам дека ќе излеземе од овој зачаран круг. Со вакви млади луѓе мислам дека на вистински позиции мислам дека ќе излеземе, бидејќи знаеш веќе не се работи тука за лична корист, едноставно тонеме како држава и стигаме до точка кај што овде веќе не може да се живее, не може да се функционира. Ја спомена и ти, односно ја споменавме Америка апропо ова здружение што е на новинари, но државата никогаш не решила некој суштински проблем. Секогаш тоа го правил бизнис секторот, научниците, едуцирани луѓе. Секогаш кој ќе се вмеша во нешто државата, работата се комплицира и станува се полошо и полошо. Факт. Во све. Да знаеш дека економски кризи, депресии, падови на берзи е кога државата почна да се меша во економијата. Кога пазарот сам себе се регулира. Таа е друга голема тема. Втората работа која треба да го интервјуирам Александар е, Александар, знаеш дека гостуваше неколку пати кај мене и даваш изјави и јас знам дека не си отстапил од тоа што си го кажал кај мене во емисија. Сума сумарум, тврдеше, те прашував и го следеше ти судењето на Орце Камчев. Не е ни прво ни последно судење на таков калибар човек, но Орце малце повеќе ги возбудува духовите во Македонија и беше медиумски многу попроследено. А впрочем и беше човекот кој се охрабри да го пријави рекет и да направи еден голем цунами во власта во тоа време, кој мислеше дека со тоа што Боки 13 и Катица Јанева ги среди, дека го средила сето тоа, што е надвор од умот, дека е еден таков рекет, една таква гломазна машинерија за толку измакнување пари, дека можат само двајца личности да ја направат и другите некако се спасија. Но, ајде да идеме за пресудата на Орце Камчев.
и неговите 5 милиони евра, кај што, еве, нашиве, како вика Црепон, немој да ми навредуваш интелигенција. Џони, за да ти навредам интелигенција, прво треба да ја имаш. Втора работа, треба малце да следиш. Трета работа, ако сакаш да го коментираш ова, не си коментирај од ташаците затоа што си читал на некој си комуњарски портал или некој нешто што е, туку некој правник што ти седнал 2 сати и објаснил. Имам 4 сати емисија, морон еден, каде што сум викал луѓе, објасни ми, виновен ли е или не е виновен. Мечка, ти ми кажуваш дека го следеше процесот, дека во целава работа Орце Камчев нема вина. Од каде сега 5 милиона и казна година дена? Орце Камчев не призна вина. Не призна цело време вина. Не призна вина во Плацеви на Водно. Мислам, Орце Камчев беше казнет по рочиште во Плацеви на Водно. 12 месеци затворска казна и обештетување на државата. Зашто? Не призна вина. А зашто е осуден? Осуден е заради тоа што на судот тврди или судот пресуди дека обвинението на обвинителството дека тој заедно со другите обвинети переле пари од кои што биле кеш собирани во ВМРО ДПМН преку фирми во Белизе и не знам каде и со тие пари така испрани си купиле Плацеви на Водно. Дали го докажаа тоа? Па не го докажаа тоа. Значи, Но врз основа на што Ако мене тоа ме прашуваш врз основа на доказите и на исказите на сведоците, тој предмет е мртов. И таму нема вака сега како да ти кажам, ќе оди тој веројатно процес на тој предмет ќе оди веројатно на апелација. Ама ако се цени по докази, ја не сум убеден дека е најдена вина кај некој. Кај било кој од обвинетите. Ако кај некого има вина и сам си ја призна вината, тоа е Александар Ивановски Теранова. Алек Теранова познатиот. Тој во неговото сведоштво објасни каква била технологијата на перење пари, купување станови и плацеви. Ама тој не беше обвинет, тој беше сведок. И ако мене ме прашуваш, и апсолутно таму што има каква вина на пример таму ќе најдеш на мајката на Орце Камчев, Радка Камчева. Спомната беше 2 пати на прозивка на судијата, дали е присутна. Никаде во ниеден документ не е спомната, од ниеден сведок не е спомната, од ниеден обвинет не е спомната. На пример. Али затоа овие интелигентни фейсбук... Да ти кажам што пишува, на пример, во диспозитивот на пресудата со која што е осуден на година и 3 или 7 месеци, како беше Сашо Мјалков. Диспозитивот на пресудата вели виновен е затоа што комуницирал во тој период со Орце Камчев, Ненад Јосифовиќ, Александар Ивановски, Мето, како се презиваше, не ми текнува, зетот Норце, и не знам таму други луѓе, Ристо Новачевски, Никола Груевски. Осуден е, виновен е затоа што комуницирал. Што докажува тоа што тој комуницирал? И значи секој од нас комуницирал со некого во некој период и постојано комуницира. Тоа е диспозитивот на пресудата, на пример, за Сашо Мјалков. Сличен и несуштински диспозитив има и Орце. И сите други. И сите други во таа постапка. Инаку, што се однесува на признавање на вина, никој таму не призна вина. А ако сега ја мешаме изјавата на обвинителката Русковска, тоа е за друг предмет. И тука, како да ти кажам, значи Плацеви на Водно, спогодба може да се направи со обвинител само пред подигање на обвинение. По подигање на обвинение нема спогодба. Епа поздрави го твојот колега Јанаки, кој така малце изиграваше партизан на Фейсбук за правдина, а се налепија и други интелектуалци во целова работа. Господин Митовски, што сте вие по професија? Правник. Правник. Да. Значи, не прашувам некој Шилјо Куран кој не ја познава судската праса, правото и процедурите,
туку вие сте образован токму за ова, се занимавате со новинарство. Тоа ве прашав и во емисија, така? Да. Значи, поздрави го тој твојон интелектуалец со навреден IQ и интелигенција, ни капава не ја заслужува. Толку. Значи, на страна дали го сакаш, не го сакаш, го мразиш или не го мразиш, Орце. Орце ти е подложен на една пази, далеко е он од свечка. Али ти викам, ќе осудиш човек врз основа на докази, а не на тоа што ти сабајле си љуштел павлака од органот. Значи, не ме интересира твоето мислење и што на Фейсбук некој ти фейвал. Затоа јас го прашувам Александар. Прво затоа што има познавање, затоа што е стручен и затоа што реално збори. Значи, ние збориме што е правно. Излезен ли е доказ? Имаше ли нешто? Имаше ли подпис? Има ли корпус деликти? Има ли? И сега ние со све се занимаваме затоа што го мрзиме, а тој бил со ова, тој бил со оно, а тој бил ваков, а тој бил тако. На крајот и краиштата. Ја не го мирисам Латас, ама Латас му докажава вина. Што е? Не му било, не знам, куќа таму у Свирипичино, немало овако. Ниједна куќа надвор од Скопје нема чиста документација у државата. Мислам дека и него на крајот го ослободија. Па го ослободија затоа што беше нонсенс, затоа што станаа свесни дека кога ќе им отиде ова у Хаг, нели, кога ќе бидејќи, нели, за да отидеш у Страсбур. У Страсбур, се извинувам, да кога ќе отидеш у Страсбур се иде, откако сите правни лекови нема да успеат, тогаш можеш, така? Да. И сега судијата на крај им станува јасно на сите нив и обвинителство и 300, значи на крај треба да го пресудиме, окей, он едва и чека да те пресудат таков човек, како знае дека е невин, затоа што ќе идам у Страсбур и кога ќе видат врз основа на што сум осуден, ќе биде јавно ругање. Така да ја мислам дека Орце плаќа 5 милиона, скините ми се, затоа што си тера честно бизнис и затоа што ова е некаков, како да ти кажам, начин, аман, некако да ја забошотиме, демек сме имале основа за некоја да те бркаме, ама ова, ама она. Значи, уште еднаш, филмови бар да гледате, леле, со какви дибеци се расправаме ние на Фейсбук. Бар на филм да гледате. Види. Секогаш има спогодба пред да почне пресудата. Па дури и судиите, нели, вика, ќе се судиме. Да, спогодба може, не може. Транк, на филм го имаш. У секоја посрана серија го има тоа. И сега овдека паметњакови ќе ти кажа, што вика, ми вреđаш ти мене интелигенција, он треба да лежи затвор, пупу не се важи. Ајде бе, кажи, зашто треба да лежи? Кажи ми ја пресудата. Дај ми го корпус деликти врз основа на што? Ја, еве, ако ми е другар, прв ќе подпишам со две руки дека Орце Камчев треба да лежи. Дајте ми пресуда и дајте ми доказ. Исто колку од вас викаат, Јанко, ти треба да лежиш. За време на шарената револуција. Важи ме, викам, ќе лежам. Осудете ме. Извадете. А ти си јадал гомна. За јадење гомна се лежи. Нема проблем. Стрељање тогаш за мене. Ама за тоа не се лежало. За криминал се лежало. Па дајте го криминалот. Значи, од так ме вади. Народов сака правда, ама сака правда онака како на дивиот запад. Тој го обеси го, готово. Ама какви докази беа? Судија Рој Бин. Знаеш кој бил судијата Рој Бин? Он бил и шериф, и судија, и джелат. И секоја негова пресуда била бесење. Секоја пресуда бесење. Немало кај него казна, одлежи затвор, невин си, ово, она, ваму, тамо. Овој крадал коњи. Си украл коњи? Не, бе, вика, немам ни кој, ништа. Обеси го. Тоа. И тоа ти е просечен Facebook правник. Дај, don't fuck me. Фала Богу, што нема да се прашува таква сподоба, такви ликови нема да се прашуваат и од такви ликови нема да зависи дали ќе биде добро у земјава или не. Толку ми е овакво. До кога бе тоа? Најпримитивното, ние власт срушивме, имав една гостинка кај мене. Вика, ние цела власт срушивме на трач муабет.
Џони, нема ти текнува. Така е. Така е. У суштина, што беше тоа? Рекла, казала, седевме на педерон, јадал гомна. Вика, знаеш ли дека кај мене у емисија викам, зошто кога Груевски овакво и сега пресудата негова за Мерцедесот. И се јавува еден, Рамковен, и ми вика, па вика, треба да лежи у затвор. Зашто ме викам да лежи у затвор? Само кажи ми, викам, зошто да лежи у затвор? Па вика, се чуна снимката дека он рекол дека у Мерцедесот ќе ги вози децата. Затоа у затвор. Па дајте бе да вратиме крвна освета бе да му се не види. Па и тоа е правда. Така? И тоа е правда. Крвна освета. Дај бе. Мечка, ватали бе, дај Софија по улици. Ај вака да збориме околу Мерцедесот. Кој е кривичното дело во набавката на Мерцедес? Според Јанаки имало провизија од купувањето на него. Немало никаква провизија. Нема врска, нема никаква провизија, ниту снимките беа со провизии. Значи, Мерцедесот е набавен, значи таму нема докажано дека е набавен над цена, таму е докажано дека е набавен испод цена, затоа што е на тендер. Набавен е помалку од тоа што од тоа што е комерцијална цена за тоа возило. Набавен е поради потреби на Министерството за внатрешни работи, Служба за општи заеднички работи, Министерство за одбрана, влагаме во НАТО, сакаме да дојде Меркел на гости, треба да ја ставиш негде, иначе не ти доаѓа на гости. Значи, европските и светските државници не доаѓаа во Македонија бидејќи нема соодветен транспорт, соодветна Македонија не ги исполнуваше безбедносните протоколи за транспорт на такви лица. И сега во случајот со Мерцедесот, таму кривичното дело е затоа што сакал Груевски, сакал масажер во колата, сакал телевизор во колата, сакал да ги вози децата во колата. Сакање нешто не е кривично дело. Фактично, кривично дело е ако ти си го набавил Мерцедесот поскапо, на некој си му дал провизија, си лапнал од некаде, си се здружил, си направил злосторничко здружување за да го набавиш Мерцедесот и слично. Си го оштитил буџетот на било каков начин, тогаш е криминал. А да сакаш нешто не е кривично дело. Како што не може некој да биде осуден затоа што комуницирал со некој друг. Тоа е... Мечка, 50% од македонскиот народ беше излажен за џабе. Абе, уште, не само што беше излажен, него уште они лажат на нивните лаги, уште истите финти. Еве го Мерцедесот да го трнеме на страна. Слушај, качен ми е притисоков, ја или ќе балдисам овдека сега пред камери, или ќе ме изнесете на носило брза помош. Ама јас стварно не можам да поднесам овој идиотизам. Знаеш, thank you and fuck you. Ја одамна си го викам ова во емисија. I don't care. Стварно не зависи. Абе, Фейсбук требаше да биде демократија, а не глас на идиоти кои абер немаат затоа што он така му дошло, сваќаш, слушал он Телма и му дошло. Стварно бе овие од Телма управо се. И ние така стекнуваме мислење, ние така стекнуваме хейтање, ние така мразиме или не мразиме луѓе. Ете, тоа е целата работа. И ние врз основа на тоа градиме систем. И каде е тој факинг Мерцедес, извини вака, Милоше, молим те, кажи ми, нели постоја ако е криминално дело? У Созара се возат луѓе со тој Мерцедес. Јас сум најглупиот правник и најглупиот новинар, јас сум водител и ќе ти кажам дека нешто што е дел од кривична постапка за кој луѓе се осудуваат, не може да се користи, мора да стои у депо како доказен материјал. Продолжено дело. Ама не ми кажувај сега, значи ти чим го користиш, што е тоа? Ајде правно објасни ми го. Не, Мечка, знам дека ти знаеш правно. Него овие интелектуалци, чија интелигенција е навредена. Продолжено дело е. Чим го користиш ти? Користиш... Не. Зашто им објаснуваш? Зашто им објаснуваш? Зашто им објаснуваш да им правиш, да ги опаметиш? Не го опаметуј. Абе, знаеш ли дека да му дадеш вака законот, да му го донесеш, да му донесе 10 Божји заповести, знаеш што ќе ти рече? Не е така. Тие Фейсбук адвокати реагирали кога на почеток на постапка Зоран Милевски Кичец призна вина и беше изведен во постапка, му беше дадена помала казна од тоест минимална казна
И потоа беше, еве го сега згази човек, се шета, води бизнис. Ама се плашат бе мечка од кичец? Се плашат. А кој е кичевец па да се плашиме од кичевец? Ќе жена му ќе отиде ваму силуете и после нема бубулиците убаво, нема добра депилација и ќе го боцка кој ќе се ја клеца жена му, нема да ја и сега да не навлегуваме Тоа во е тоа. кардинална грешка на претходната власт. Значи не зборам за ова раководство на ВМРО ДПМН на пример, но на претходната власт е тоа што за сите овие обвиненија кои што беа против нив не кажа ни збор јавно. Никогаш не се охрабрија да застанат и да ја кажат својата приказна наспроти приказната која што ја пласираше шарената револуција и тоа милена на квази политичари, правници и слично. Што викаш, барем ние имавме муда у нивно име да поразбориме ради принцип, ама они се преќутеа, така е. Значи, се ствараше една, значи има една пропагандна машинерија која што го чистеше теренот и правеше една очекуваност дека треба да бидат обвинети и осудени. Се спротивно ќе беше плукање по судија, обвинител и слично. И во таква ситуација и суди и обвинители не сакаат да бидат тие црни овци кои што ќе бидат под притисок или под критика на јавноста, критика која што потоа неминовно се префрла во извештај на некоја меѓународна организација, на амбасада и потоа станува дел од официјални извештаи на меѓународни институции и на држави кои што се суперсилни. И од тоа се плашат нашите и политичари, и функционери, и суди, и обвинители. Па еве сега го ставија Груевски на црна листа. И ги понесе еден бран, целиот правосуден систем ги понесе еден бран на пропаганда, на кој што согласно кој тие делува. Тие не делува согласно закон, согласно процедури, согласно судска пракса, согласно судска традиција, не функционира така, туку функционира на илери. А смеја ли мечка да си дозволат уопшто Не, такво добро го нешто? дефинира мечка ова. Да ти кажам, ја дефинира цела шарена револуција и се што следеше со новата. Сваќаш? И од таму дојде целиот оној курчи и ароганција кој го има до Петре Шилегов, до Петре Шилегов кој е пикот на арогантен, неспособен, некадарен политичар со толку злоба и со тоа е неверојатно. И тоа поминуваше. Се до последниве избори, кај што мадам Данела, значи, избриша патос со него. Мислам, смешно е. Еве ние сме имам рочиште со Петре Шилегов. О, браво, зашо? Да, за градска куќа. Добро. Што за градска куќа? Тој тврди дека во градска куќа нема криминал и јас тврдам и аргументирам со документација дека таму има криминал, најмалце 5 милиона евра оштетен буџетот. И еве да му кажам уште од сега, нека се спреми добра одбрана, многу добра одбрана и подобри сведоци од моите, пошто јас ги имам сведоците кои што се најдобри за оваа постапка. Значи ти не си само со документи, ти си и со сведоци. Апсолутно. Честитам. Кога стартува сапуницава? Па не знам, немаме закажано датум, ама кога ќе започне датумот ќе биде спектакл. Браво. Значи, дојдовме до неколку заклучоци, како што тие емотивно зборат, така и ја емотивно зборам. Ако сакаш и ти да збориш емотивно, си во пле. Ја 20 години сум на телевизија со отворени телефони. Така, не се слагаш со моето факинг мислење. Изволте, кажи го твоето. Ама он се расправа со моето мислење. Он не каже, ја се расправам со општото. Ја се расправам со корумпиран систем. Ја се расправам со тоа. Он се расправа зашто ти така си кажал. И сега, ало бе, Џони, ја сум последниот кој ти го сјебува животот. Ја сум последниот твој проблем у животот. Јас сум само слободен човек со слободно мислење. Еве и да грешам. Кажи го ти твојот став. Зошто се расправаш со мене? Имам ли ја право на мислење? Има. Имаш ли ти? Има. Ајде да збориме за корупција. Нема корупцијата. Па онда извини, Џони. Јас сметав дека нема корупција у случајот на
дека нема криминал у случајот на Орце Камчев за Плацевина водно и го тврдев тоа. И викав гости и зборев. И успеав некако да го докажам. И сега се јавува некој таму и коментира, немој да ми навредуваш интелигенција. Уште еднаш, која бре интелигенција бе? Која интелигенција ти збориш бе? За што збориме? Кој документ си погледнал? Еве, например, ја грешам. Седни погледни ги двете емисии кои сум ги направил со правник на таа тема, каде што правно го образложува целата работа. Пак мораме да повторуваме. Кому ќе му веруваме? На некој курајбер од Facebook или правник кој застанува пред Совет за радиодифузија со Име и презиме, со одговорност за кажаното. Значи, он ќе одговара. Овдека сме на интернет, овдека е... Нели? Поло од овој муабети не можеме да го тераме вака слободно Совет за радиодифузија, ма затоа сме тука у Инфобакс, затоа што можеме многу послободно да збориме. Три емисии. И на крај не само што имаме сега, пази грбот како ни расте. Сега не само што имаме популарен јак интернет и правник, туку имаме и човек кој е дел од новинарското, најголемото новинарско здружение на Западот. Сега, изволте. Граѓанство, шарени, штурци, кај се вашите новинари? Денеска ја гледав, кажи ова... Нивните новинари се нивните се. Сите сме новинари и сите сме колеги, ама самите налагаат некоја поделба на нивни, наши, ваши. Непотребно, но има една група на колеги, на новинари кои што имаат потреба да објаснуваат дека тие се подобри затоа што тие се дел од некое здружение или тие се дел од некое движење. Тие се подобри од сите други затоа што веруваат дека ЛГБТ треба да биде да се легализираат браковите. Тие се подобри од нас кои што сме на пример ретроградни и слично. Ама не се работи за тоа, се работи за тоа. Тие не представуваат како ретроградни. Не представуваат како ретроградни, ама на крајот на денот професијата вели колку имаше резултати, дај да видам аналитика од тоа што си го напишал и си го направил, што си сменил. И генерално до сега ние немаме искрени, реални, за жал, искрено и реално новинарство. Имавме едно време. Имавме едно време. Јас Орце Камчев држеше еден опозицијски и два опозицијски и еден провладин медиум. Ги држеше, ги одржуваше во живот. Дневник беше провладин, а Вести и Утрински вестник беа опозицијски во тоа време. И тоа сериозно ја На пример, јас сум пораснал или сум го изградил стилот врз основа на стилот на покој Никола Младенов. Тоа е неспорно еден од топ 3 најдобри новинари у држава. Никола Младенов и Латас за мене се стварно поим за новинарство во Македонија биле, да. И Мирка, не смеам да ја заборавам, и Мирка Велиновска. Си наназад говориме за тој еден ист феномен, а тоа е феноменот на социјалните мрежи и како 2-3 дена се држи една тема до максимум, значи се гази на таа тема, сите луѓе кои што имаат еден или друг став ја фураат официјалната нарација која што е пуштена на социјалните мрежи за да соберат што е можно поише лајкови и онда се заборава. И се заборава и значи тука не се води аргументирано дебата. Може малце да ти изгледа ама слушајме внимателно. Денеска пред да дојдам, гледав 24 часа, каже ја госпожата што цима со глава со наочари, новинарката, шарена опозицијска, што воздеше здравство и така натаму. Провладина е сега. Да, кажи ја. Билјана Секуловска. Разговара со владин представник и зборат за, она е страшно, дури опозицијски, вика, како бе, вика, податоците од скандалите у врска со овој, со оној, вика, па дури и со бившиот премиер, вика, не се достапни на владината страна, за Груевски и за претходната власт, вика, на сите сегде, вика, може да се дојдат. А ги наоѓам
да мене ме има у кадар, е вака, и двајцата забулени и ќутат. Така и се заинтересирам. Викам, шо ли се дешава? И една минута имаш ќутење и двајцата си гледаат у телефон. Не знам кој беше владиниот представник, човек. Стварно не знам кој беше. И вика, да, нашата веб страна малце еве несовршена, ово, она, ваму и та, ама немојте вие, знаете ово, она, ваму и та, ај сега карикирам, јас сум вулгарен, ама нема везе. У смисла, демек, она принципијално го прашува, демек, еве ги овие. Значи, они биле транспарентни, они све објавувале за сите криминали и за сите процеси и само ако отидеш на нивната страна, човече, леп патлиџан, јадев у тој момент, случајно менувајќи канали, не заглавив ни да видам и брзав за овде да дојдам, не заглавив да видам ни која е таа веб страна, кај што се извадени сите нивни криминали, кај што се, па зошто не можело да се види, па он љубезен и фин, еве ние сме транспарентни и така натаму и така натаму. Значи, Џони, све Холивуд глумење, дури кога глумат, кога Телма нели објавуваше за еден ТВ дека Боки правел ова, правел она, сето тоа беше добро одглумено за да се фокусира целата вина на еден двајцел. Боки бе, Боки ки да ти прави. Замисли го, Боки ти доаѓа и ти вика, слушај, дај ми 15-20 евра. Како не бе, Боки? Или му иде на Орце Камчев. 15-20 милион. Човече, бе, на Орце Камчев му доаѓа Гечево и му вика, како не, одма ти давам, брат, извини, вака се треса. Еј, Катица, да бе, да, нема проблем. Значи, не ме зезај, го знам и едниот, ги знам и другиот. Не може без страшна машинерија да биде. И таа машинерија не само што се спаси, амнестирана е цела машинерија. Збориме за длабоки структури во МВР, кои преживеале и ВМРО, и Комунистичка партија, и СХС преживеале, и Александар Македонски го преживеале. Такви се тие структури, брат, доживотни, као вампири се. Такви. И тие проживуваат и ние ќе се занимаваме со една катица, безмозочна структура која ја лепеа на овакво, ќе се занимаваме со Боки, мастермајнд, кингпин. Абе, ти знаеш ли што е кингпин? Ти знаеш ли ти што е мастермајнд во криминал? Ал Капоне, ти знаеш ли кој интелект бил тој? Што требало да направат? Или овој најголемиот синдикален лидер на Америка на камионџиите што го закопа, подсетите ме како му се викаше името. Што никогаш не го најдоа. Никогаш не му го најдоа телото. Джими Хофа. Джими Хофа. Онда е режисер, мислам дека. Он, пази бе, преговарал со цели влади бе, со цела структура на Америка. Не можеле да излезат на крај го скинуваат. Ама бил криминалец, ама прашај ги неговите камионџи како се изборил за нивните права. Така што не ме зезај, имало сериозни структури на интелигентни луѓе кои ги пуштаат и овие ќе се полакомат за тросет, ќе се полакоми за 100-200 илјади евра и така натаму. Барем Лила беше паметна, не ги потроши парите, ги врати и рече thank you and fuck you кога свати што е. Да ти кажам дека Лила испадна најинтелигентна во целиот тој процес, кога и се отворија очите што се дешава жената. Дај малце да свртиме на нешто поактуелно, тоа е блокадата на собранието. Дај бе нешто за јадење, не дала најде, бе, брат. Немој вака, ти знаеш ли кифлиците од која ги викам? Еве, Марга ми пише, на ова вика кифлици заслуж. Дај ги кифлиците. Се шегувам. Ама гладен сум. Ке нарачаме нешто. Една пица. Да мавнеме. А да спржиме две яйца? Што да спржиме? Две? Јајциња. Вечерва испрживме ние цела табла, што наши, што туѓи. Него, знаеш каква е сезонава? Сезонава е за скара, ќумур, нешто да се врти. Абе, брат, знаеш од која ми ветуеш ти тоа скара ќумур ресторани? Па ја ветуjem скара ќумур ресторани, ама сум против загадување на воздухот. На воздухот во Скопје. Да. На хукање ќе ги плескавиците. Под мишка кинг. На соларна. На соларна. Да че електрична има скара. соларна скара, остај друго. Стварно има соларна скара. Океј. Јанко, кажи ми ти, ја гледаше најновата
вака да правиме мала дигресија. Вчера ја гледавме со Милош баш, ама кратко експозе беше за најновата технологија на батерии. Diamond Nuclear Battery. 28.000 години тера без престан. И тоа е веќе активна технологија, се користи у неколку апликации. Не. Јанко ќе купуваш Тесла, бе, не знаеш. Ало бе, Тесла ќе купувам, да не знам за ова. Стварно ќе се убијам. Сакаат да ги баталат скроз литиумските батерии. Најпрви кај што гледаат можност да се искористи вакво нешто Чекај да видам дали е во Diamond? сателити. Diamond Nuclear. Diamond? Nuclear. Nuclear. Нуклеар. Како нуклеарна. Само на англиски. Знаеш што е интересно? Батеријава уствари е синтетички диамант кој што има полнење на гориво, тоест на нуклеарен отпад. Јаглерод 14 се става полнење и радијацијата, таа е минимална радијација што ја шири, како се вика, нуклеарниот отпад, која што не е штетна дури ни за човек, ни за никого, бидејќи е премногу мало зрачењето, но предизвикува, прави волтажа во диамантот, кој што служи како батерија. И вчера ја гледавме таа технологија. Имаат стајано некои апликации под вода, на неколку сонди подводни и на Джеймс Веб телескопов. Активен материјал внатре во диамантот се прави на подолг рок, се решава на подолг рок проблемот со нуклеарниот отпад и со снабдување со енергија на батеријата на подолг рок за чиста енергија. Што има тогаш проблемот? Што викаат? Скапа е технологијата за масовно Уште не е добро производство. 2 милиарди најмалце во фабрики за производство на батерии. Volkswagen групацијата, само Volkswagen, вложи 48 милиарди во развој на литиум ионските батерии. Епа и Тесла вложи 2 милиарди, ама во развој на литиум-ионски батерии, ама не на нови технологии на батерии. Да. Значи најнов тип и на масовно производство се подготвува на нова технологија на батерија, тоа е solid state батерија. Батерија без внатре други елементи. Тоа зборам сега, нема Без литиум, хемиски нема процес. без хемиски процес, да. Така. Тоа се револуцијата. најновите батерии на Toyota. И тие се први breakthrough, нели, state of the art батерии, тие сега се подготвуваат за масовно производство. Се тестираат во некои хибридни модели на Toyota и влегуваат во вакво. Сам да кажам, доаѓа нова технолошка револуција. Тоа ќе биде Електричниве автомобили апсолутно веќе Ама не зборам влегуваат. јас само Само за прашање е, ако овој преврат се случи, онда ќе значи нешто друго. Повели, а ја ќе ти ја споредам со 20 век. Повели. технолошка револуција во смисла на тоа потребата за енергија се намалува драстично, потребата за производство на енергија се намалува драстично. Се гаси една цел индустријски комплекс. Значи ако сега се затвара например потенцијалот на индустријска гранка како што е нафтени деривати и производство и спумпување, имаш ситуација кога и производство на батерии или електрична енергија ќе биде минато, затоа што оваа технологија Diamond Nuclear има, нели, една батерија 28.000 години од прилика потенцијален како? Да. Што е многу интересно, значи цело време збориме за крај на користење на нафта и такви загадувачки извори на енергија, ама забораваме дека цела воена техника во моментов, кој што е огромен дел од автомобили, возила кои што се во функција, е само на нафта и нема друг начин како може, кај ќе идеш да го пуниш тенкот. Джони, извади ти добар и ефтин мотор, ефикасен, и извади ваква батерија, за 48 сати има да се пренаменат сите хермелини со електрично... Добро, ова е веќе технологија Diamond Nuclear батерија, брат, ќе имаш тенковен нуклеарен погон. Кој не мора да застане, Не мора не му да треба застане. логистика.
ќе тера сам додека не го уништиш. Значи не мора да застане за нафта, за гориво. Збориме за оваа технологија, за литиум-ионските батерии, треба уште време. Значи, рециркулирање, знаеме... Нуклеар ти вика до 2028 би требало да биде масовна продукција. Ке видиме тоа, малце дали е хоукс или не. Да не заврши светот до тога, што е да видиме. Види, да ти кажам, што е сега најголемиот проблем? Како повеќе да сторич на енергија, да направиш, да ставиш енергија во што е помалку простор. Значи, тоа е батеријата. Да. Значи, тоа е и резерварот од горивото. Како да ставиш повеќе енергија за повише километри. Почеток на 20 век, знаеш ли што бил најголемиот проблем? Почеток на 20 век во цивилизираните земји, најголем бил проблем отпадот од коњите. Значи, лепешките. Њујорк бил тој најголемиот проблем. Значи, тоа е у тешката револуција кога се открива нафта, нафтата е веќе откривена, моторите со внатрешно согорување идат, револуцијата се уште не зема замав до Ford Model 1, додека не го извади. Model T. Thank you very much. Значи, до тогаш главниот проблем биле коњите и отпадот од коњите и така натаму и така натаму. У овој момент ние имаме огромни инвестиции во тие литиум-ионски батерии. Тие литиум-ионски батерии, основата нивна е Panasonic. Panasonic е она што го има направено, е совршенството до сега од тие хемиски батерии кои можат да се речарџираат до, не знам, негде 1000 пати. И таа технологија зема и Тесла. Само он што направи од незе. Значи, рачунајте дека во автомобилите имате батерии како оние од 1,5 волт. Само Кели, голем. ама Тесла доскоро ги користеше на Panasonic. И на Panasonic, да, го раскина ова, си направи сега свој, он технологијата направи и он главното што го прави и зошто сите заостануваат е во софтверот. Он развива софтвер. Ти џабе Мерцедес, што има и BMW и Ауди, најквалитетни коли во механика, она и светото. Колата 90% електрична ти е софтвер, пријателе. Значи, оптимизација на користење струја и на крајот на краиштата кефот. Не возиш, дремеш, сам се грижи за вештачка интелигенција. Ако ова испадне, значи, у овој момент е таква криза во светот, да единствен начин или ќе биде второто доаѓање Христово, или ќе биде некаков технолошки брейктру кој ќе ги измести сите геополитички, геостратешки состојби во светот. Но јас не верувам дека јас и ти ова ќе го знаеме од 2016 година кога е направен овој експеримент и поставено во универзитетот во Бристол, така? Да. Туку дека ова сериозни лаборатории се ангажираат и дека размислуваат и така натаму и така натаму. И не можеш да видиш што како. Они се многу моćни и способни да го заразат цел свет со некој си вештачки вирус како COVID-19 и да видат дали можат да справат тоталитаризам и видоа дека можат, дека луѓето на колена ќе паѓаат и ќе молат за вакцини и ќе ги вриштат по другите да ги вакцинираат и така натаму и така натаму. Значи контролата е тука, но ваков брейктру не знам дали ќе може да ја задржат контролата затоа што ова значи ослободување. Знаеш ли ти што значи да имаш ефтин енергенс, да си слободен човек? Значи, тоа е исто како Лазар Колишевски кој им ги утепал козите. Значи, што станува човек без коза? Човек без коза морал да иде напушти село, морал у град, морал да иде у железара да живее Тито, да живее комунистичка партија, оти они го плаќале и готово, ти си зависник до нив до смрт, како што и ден денеска сме. Но човек со ефтина енергија, тоа значи слободен човек, бе, пријателе. Сега ти кажи ми, кој во светов ќе поведе дека е слободен, да им даде слобода на луѓето. Знаеш ли ти што значи ти
да твојата сметка од 10.000 денари, 20.000 денари месечно, еве мојата батерија умре од ова, што значи сега ќе си го јадам ова благово. Ти до батеријата. Сок. Собирате сокчич. Па малце калории и енергија за месец. Еве енергијата, ајде малце. Напуни го дијамантот тамо. Јанко, извини само мечка секунда, го читав Кисинџер пред некој ден, си земав книга негова. И уште е жив, да знаеш вампирот 100 години има, 99. За геостратегија на нуклеарно оружје и они уште у 50-тите години сметаат дека е крајна историја у однос на енергенси, дека се независни од енергенси, пошто измислуваат нуклеарни електрични централи. И сега, они мислат дека уште тогаш кај е крајот. Ама еве Нуклеарната енергија, енергијата произведена од нуклеарно гориво е де факто најчисто производство на електрична енергија. Ама имаше едно лоби, пропагандистичко лоби, кое што е нормално платено од најмоќната, најбогатата индустрија во светот, тоа е нафтената и фармацевската, која што нормално користи нафтени деривати, за да фармацевската индустрија користи нафтени деривати за производство на лекови, е тоа сузбиено. А ако збориме за Чернобил, кога во Чернобил е спроведена соодветна истрага за тоа дали не е саботажа или е реално? Никогаш. И сега, зашто не можеме да претпоставиме дека тоа е саботажа за да се докаже или да се направи таков пропагандистички атак врз сите чувства на било кој човек за да се бидеме контра нуклеарна енергија? Тригер за распадот на Советскиот сојуз. Апсолутно. Еден од најголемите тригери за распад на Советскиот сојуз беше Чернобил, да знаеш. милиарди долари се потрошени за санација на ситуацијата. Имаш ти сиете, две Сега пак ја жртвуваат Украина и не им доаѓа на украинциве на памет. Него еден куриозитет сакам да ви кажам. Кога збориме за екологија и за чистење на аеро, нели се да самоветуваше чистење, да. Аеро ќе го изчистиме аеро во Скопје, аеро ќе има за дишење, еве вака чисто да земеме у предвид една ситуација, еден куриозитет да сакам да кажам. А тоа е дека единствен човек во држава, единствен функционер, висок функционер во држава кој што користи електрично возило кое што не загадува околина, е градоначалникот на Скопје Даниел Арсовска. Тоа е Nissan Leaf. Nissan Leaf. Купен од Коце. Време на На Коце. Како? Во време на Коце е купен. Во време на Коце, ја го промовирав, има првата снимка е кај мене на мојот YouTube канал си го пле. И тој и уште се користи. Да, и секојдневно се користи како службено возило на градоначалникот. Во исто време еве го имавме Петре Шилегов кој што требаше да го чисти аеро, возеше Пасат. И Форд Мондео, нели? Пасат сега. Цела влада Пасат. Ниедно возило на влада не е на струја. Ниедно. Сите се на дизел. И тоа дизел од Лукойл. У исто време Бујар Османи ни викаше да не купуваме дизел од ова на гориво на Лукойл пошто сме финансирале војната во Украина. А од кај да купуваме? Од Мах Петрол. Добро, а Мах Петрол од кај зема? Од Русија. Од Русија, да. Зема од Грција. Не, од Русија. Пак од Русија. Не, ама и Грција зема. И Грција. Ама тоа сакам да ти кажам. Не, ние имаме директно од Бургас. Од Бургас носиме гориво. Ние имаме Голгас. Да. Па имаме сега овакво мајко, ние сме директорка на Народна банка, Тихо, Бежовска. покој ни викаше, ние сме joke of the century, вика. Ние сме joke. Бежовска прееска вика, македонската економија нема да остане имуна, секако ќе ги почествуваме последиците од руско-украинската криза. Очекуваме забавување на економскиот раст, како и забрзување на инфлацијата. No shit. Забрзување, no shit, черно. Чекај, па нели не сме независни, нели ние имаме пријатели, Западот, НАТО, зошто нам ова да ни делува? Мяу, мяу, мау. Дојде февруари, време е за парење. О, биче секса! Развањуј, друже! Абе. Кај нас Западот се користи за оправдување на секоја способност или неспособност. Најчесто неспособност. Не е Западот сега ти
Ние стремиме кон Западот и Западот треба да не брани, да не рани, да ни купи гориво, да ни донесе правда, судија, обвинител, министер, не знам што. Значи, механизмите за да ти да станеш општество нормално, кој што функционира нормално, ти ги укажува Западот, Истокот, Антарктикот, Арктикот, не е битно кој ти ги покажува тие механизми. Ние немаме потенцијал, ниту капацитет да спроведеме ништо од тие механизми. Ништо. Сега да го земеме Филипов дека или тако звани, ние си го викаме брат му Нагим, да го земеме и да го однесеме у правосудство, иако е поштен, за 3 дена станува дел од таа метастазно судство. Зашто го викаме брат му Нагим, се смееш? Да. Па личи. Красничи бе, пој ше личи он Нагим, красничи од брат му. Пошти после да. Муджахедин. Оди Фичо, седни тука Не, да не, да, те види камера. ајде, остай го, че. Ствари, дај бе, правите ви звезди, шо? Малце да го покажеме. Седи бе Фичо. Ела бе брат, ела кај мене. Добро бе, у Инфомакс имали згодни женси или све ова педербол да му се не види? Имаме само еден Филип со долга коса. Згодни женски нема. Гейтроник. Мала. После ќе рече дека ние сме биле ретроградни некои или дека сме биле конзервативни и не сме подружували. Конзерватизам е добра работа. И не ми вреѓај конзервативност. Конзервативец, Кој врега, нас не врегаат пошто сме конзервативни. конзервативните вредности ги создале овие работи. Конзервативност им било монаштво, а од монаштвото им произлезе Менделеев, им излегоа еден куп работи кои се случува. Еден од најголемите верници ви е Исак Њутон, кој кога ги поставува постулатите за гравитацијата вика се во ова е затоа што е волја Божја и му го бришат од книгата. Јанко, сега ќе бидеш прогласен за клеро националист. Клерофашист. Клерофашист. Сега ќе славиме 9 мај или ќе славиме Ден на Европа? 9 мај. Ден на победата или Ден на Европа? Ден на победата над фашизмот. Македонија е антифашистичка земја, мислам тоа е наш. Ај докажи дека кај има, кај пишува тоа. Како ќе пише? Кај пишува дека тоа ти викаш. Ја викам, ние сме европска земја, не славиме Ден победа над фашизмот, кај славиме? Па кај го победивме ние фашизмот во Африка? Кај сме го победиле? У Европа. Ние ли војувавме во Европа? Ја и ти не. Дедо ми уше помоце. Не, Јанко, стварно овој нонсенс. Мислам, последниве 10 години се повеќе и повеќе се акцентира тоа да се брише зборот фашизам и победа над фашизмот во Европа, туку да се прогласи Ден на Европа. имаше руската, како се вика, руската делегација во Обединети нации пред 6 години и мислам дека секоја наредна година после тоа декларација, поднесуваше предлог декларација пред Генералното собрание на Обединети нации да се изгласа за спречување на глорификација на нацизмот и фашизмот. Бидејќи глорификацијата на нацизмот и фашизмот стана тренд. Еве кој ми го читал статусот, каде што само 2 држави гласаа против, а тоа се Гласа Америка. Не Украина гласаа или- само 2. Гласаа сите. не, гласаа сите. Гласа против декларацијата гласа Украина и Соединетите Американски држави, Ама не. воздржани беше цела Европа и Македонија, а против беа остатокот од светот. Така е, ние бевме воздржани, против таа декларација беа цел свет скоро. Така. Да. И во Европа се сеќаш кога овој Кметов, бивши Жириновски, денот- исто гласаше против. Ден на Европа, де факто Ден на Европа има наратив како што има Али Ахмети во Ступчан. Споменикот е за сите. Добар е. Да, споменикот е за сите жртви. Таков е наративот и на Денот на Европа. Ги славиме сите жртви. Јанко иначе чека да ја пуштиш снимката. Која снимка? Што ја вети на почеток на емисија. Тоа беше кликбейт, Јанко е трчи лжи. За да ве натера да слушате паметни работи. Тоа е за сексо и на Порнхаб е снимката.
пиши Pornhub Скопје и ќе ви даде еден куп видеа. Тоа е стварно. Јанко ти е Кој? search engine за Јанко ти е Pornhub. Google, нема што нема прогуглера. Ти гледаш за другите да не мора да Не кажат. само тоа. Се На жртвуваш. Pornhub напиши битола. Имаш пак 10-20 видеа. Сериозно ти зборам. Напиши Тетовов Рексона. Аха. Нутела Само Рексона. немој случајно некој да напишал Што? на Твитер Дубај видео. Чекај. Да, ти се... И бидејќи Каде? на Твитер. На Твитер. Немој да пишуваш Дубај видео. И Нема да бидејќи- пишам, еве, не пишам. И бидејќи влеговме во длабокото со ова, јас предлагам тука да завршиме емисијата. Ручки Да. отупани. Не, подоцна почнавме имам Бидете уште. поздравени, почитувани играчи, благодарам што не сте. Не, како ме газај? Што е ова? Цензура. Чекај да видам Дубај видео. Ајде види. Чекај да видам. Па нема ништо. Што е ова? Чекај. Муху вес кунам видео да Дубај порта да ќе го to this alone. Еј, ова ќе биде нешто I cannot unsee what I've seen. Да. Не! Еј, заврши емисија. Тоа е инфлуенсерка 2 милиона долара, Јанко. Што го пуштив, кај се налепив и ја, глуп. Ау, кај се, со сјај за садови ќе си ја перам уста. И никако не пишувате Blue Waffle на Google. Почитувани гледачи, имате добра вечер, следете Инфомакс, читайте без цензури, добивајте ги информациите први. Следете не утре, наше Скопје со градоначалничката на Скопје Данела Расовска, поставувајте прашања, ќе ви бидат одговорени во текот на емисијата. Поздрав! Јас сам треба да се исклучам денеска. Ја прашам, Адев, порат, Пративме да чува.